Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште една емисија на Маја готви. Денеска навистина немав многу идеи што да ви подготвам и решив да ви подготвам нешто што верувам дека сите ве интересира. Многу од нас се борат со зголемена тежина и многу е тешко секогаш да смислите што точно да јадете. Денеска ќе ви подготвам една лазања која е од хроно диетите, меѓутоа повторно е малку модифицирана за да делува вкусно и да делува привлечно. Ќе ја подготвам во моите најомилени тегли. Ќе ви покажам интересен начин како да подготвите лазања во тегла и таа да стои до неколку дена, да може да ја понесете на работа, да ја понесете на некој пикник. Се надевам дека ќе ви се допадне. Се гледаме во кујната. Како што ви ветив, денеска ќе ви подготвам еден интересен рецепт, односно хроно лазања. За таа лазања потребни ни се 4 тегли. За 4 порции доколку сакате да направите повеќе, апсолутно можете, значи само ќе ги дуплирате намирниците, ќе набавите повеќе тегли и потоа можете да ги испакувате, односно да ги затворите капачињата и да имате ручек на работа секој ден. За да ја подготвиме лазањата, потребно ни е парче еден кромит, еден кромит кој веројатно повторно ќе ме расплаче, бидејќи треба ситно да го исецкам, а љути се сеќаат тука. Кромитот ќе го исечкаме на коцки и ќе го пропржиме како основа за месото. Ова јадење е многу слично на нашата мусака, тоа што малку по-фенси. Ќе го подготвиме и ќе ви дозволиме да можете да го однесете секаде каде што сакате. Ставаме масло, во маслото го ставаме кромитот. Кромитот го пржиме на тивок оган да застакли. Додека кромитот се пржи, додаваме едно чешне лук. И да ви отиде некој парченце лушпа, можете да го отстраните, лукот барем. Јас често знам да го ставам со се лушпа, па на крај да го отстранам, доколку не го сакам да биде доминантен. Лукот најлесно се лупи, така што ќе го притиснете со ножот. И го исецкаме. Но, бидејќи сакаме само да биде целот сосот и кремата. Веќе ја пушти својата арома. И треба некоја минута на кромитот, да додадеме сол, за да испушти целата вода и убаво да застакли. И ќе го додадеме меленото телешко месо, говечко веројатно. Ќе пржиме со постојано мешање, бидејќи треба месото да се иситне, затоа што ќе биде дел од сосот. Нема да ставаме многу сос, бидејќи овие лазања ќе ги правиме во тегла. Не сакаме многу да се разводни, односно ќе нема простор многу течно за да испари во теглите, затоа ќе ставиме многу малку сос. Најубава комбинација за сос од домат, сушениот босилек. Можете да додадете, ако сакате, и свежи домати. Ако ги додадете свежите домати, најпрвин обарете ги во топла вода, излупете ја лучпата, за да може лесно да ги излупите, и изгмечете ги во сосот. Јас денеска ќе користам купен. Како што ви кажам, нема многу време.
Додаваме и сосни томати. Сосема малку, половина чаша, бидејќи како што ви кажав, нема простор лазањата многу да испари во течноста од негде. И треба баш онолку колку што е потребно да се свари. Сосот е готов. Месото се уште не е сварено, меѓутоа како што ви кажав, ќе се вари во теглите заедно со лазањата. Наместо кури за лазања, ние ќе потребиме денеска свежа тиквичка. Со алатка за лупење, можете и ваква да користите. Ова ми вади баш онакви парченца колку што сакам. Вадиме лентички од тиквица. Кога ќе стигнете веќе до семките, свртете тиквицата. Бидејќи семките баш и не се многу вкусни кога се сготвени. Исто и во салата, јас обожавам да користам свежа тиквица во салата. Баба ми од Гостивар имаше цело време бавчи до скоро време и ни подготвуваше. Таму, во суштина, одгледуваше многу тиквици. Тиквиците раѓаат неверојатно многу. И се научивме да ги јадеме во салата место краставица. Кога бев мала, многу често ме остава кај баба ми на село и тогаш секогаш баба ми правеше совршени специјалитети, совршени такви селски јадења, пинџур, толчени пиперки кои кога и да ги помирисаме враќаат на детството. Одиме да ги испечеме на тава. Ставаме малку масло за да ја премачкаме цялата скара и ги редиме лентичките од тиквичка. Исто не е важно да бидат многу спржени, доволно ни се само да го има тој чаден вкус на скарата. Ја земам се сметка, зашто не сакам да се многу масни. Буквално толку. Тиквичките ги пропражуваме и потоа слоевито ги редиме тиквички, сос и на крајот ќе ги зачиниме со малку топено сирење, малку пармезан, колку за вкус и ќе ги ставиме во ревна. Нашите тиквички се готови, како што гледате, ги испрживме. Малку само да добија тој чаден вкус. И почнуваме со редење на лазањата. За да наредиме лазањата, малку ќе ставиме масло за да не се залепи. Ставам теглата. Овој процес во суштина ми текна од нашите мајки, нели? На овој начин се конзервираат и вакуумираат компоти, се прават зимници. Тиквичките се уште многу топли, па ако овка малку во текот на снимањето нема да ви замерите. И редиме со слој сос со телешко месо. И така слој по слој. Ставаме тиквичка. Не мора да биде исправена, не мора да биде колку што е теглата. Јас ги најдов овие симпатични тегли. Вие можете и во друга големина. И тоа е доволно за еден оброк. На крај ќе завршиме со тиквичка. И многу малку од сосот. Се ќе притиснеме. На крајот ќе ставиме малку
сосема малку. Докато дека снимаме дома. Бони! Бони! Бони, дојди тука, сонце. Ја ставаме само за вкус. Ова е нашата лазања. Ќе дадеме. Навистина се вознемири. Ќе дадеме на крајот сосема тенки. Јас направив ливчиња од пармезан, за да го направиме вкусот уште поубав. На крај ќе засолиме. Заборавив да ви кажам дека теквиците ги посолив додека ги пржев. Ставиме сол и бибер. Бони, јас мислам дека е време да престанеш. И тоа е тоа. Јас ќе ги доправам другите тегли со лазања и подоцна ќе ви кажам на кој начин тие треба да се испечат. Начинот на кој ги печеме е најспецифичниот дел. Сигурно сега се прашувате дека овие тегли можеби би пукнале. Доколку ја следите процедурата, ви ветувам дека ништо нема да се случи. Значи, теглите се студени и секогаш треба да ги наполните со студена вода. Тоа веројатно ќе ви го одолговлечи процесот на готвење во рерна, меѓутоа верувајте, теглите ќе се стоплат рамномерно, нема да пукнат, а храната внатре ќе се готви со помош на водата во плехот. Јас имам длабок плех и ќе налеам студена вода. Доволно е. Рерната е загреана, 220 степени и моите лазања од рерна. Внимателно, невнимателно, без да направиме одредена глупост. Ќе видите дека се готови кога ќе бидат соединети сите слоеви, а од одгоре ќе фатат убава коричка на крајот. Она што е исто така многу важно да го знаете, дека пред крајот треба да ги ставите и капаците во рерна, да ги стоплите и на начинот на кој се прават нашите зимници, секогаш крпа, многу внимателно да не се изгорите, и капаче со тегла, топло на топло, ги затварате, тие создаваат вакуум и тоа може да стои со недели. Ви ветувам, пробајте. Се гледаме за кратко за да ви подготвам прекрасна салата која е одлично оди со лазањите. И со моите хроно лазањи ќе ви подготвам една салата. Оваа салата ја готвевме со, се викаше здрав врат. Ја стававме во тортилја, меѓутоа јас денеска ќе ја подготвам како салата. За да ја подготвиме салатата, потребна ни е зелка, морков, круша, свекло, листови од нане, малку сирење, јогурт и сето тоа убаво ќе го измешаме и ќе добиеме една таква убава на стапченца исецкана салата, кремаста, која фантастично ќе оди и повторно е диетална. Ќе земаме една голема чинија и се рендаме. Јас измив се претходно. Прво го рендаме морковот. Оваа салата беше дел од кампањата Food Revolution на Џейми Оливер и сме ја подготвувале многу пати до сега. Сме ја подготвувале во градинки, во школи, на плоштади и децата навистина ја сакаат. Доколку ја подготвите, можете како салата да ја послужите, а можете во тортилја да ја завиткате и да им направите ексклузивно здрави тортилји на вашите деца. Само продолжуваме, рендаме зелка, исклучително едноставна. А ви ветувам дека има одличен вкус. Одиме со свеклото. Свеклото е одлично измиено, затоа нема да го излупам. Овошето и зеленчукот најчесто ги мијам со четка за миење, за гребење. Секогаш внимавајте на прстите. Мислам дека е доволно. Погледнете. Виножите од бој. И на крај сосема неочекувано ставиме круша. Крушата има слична структура со зеленчуците кои ги ставивме, а ќе даде на убава блага нота на салатата.
Салатата ќе ја измешаме. Нема да ја зачинивам, бидејќи јас мојата јадење нема денеска да го пробам. Ќе ја оставам така и сецкана, ќе го подготвам сосот во тегличка на страна и така ќе го послужам. На крајот што ни фали, свежа нане. Нането најубаво се вади, така што се вади од дршката, нема да го исечеме, така целосно ќе го оставиме, бидејќи навистина ни треба да има малку по груба структура целата салата. 3 гранчиња се сосема доволно. Вторно ќе промешаме. И ќе го направиме сосот. Малку ќе го притиснеме лимонот, за да може да излезе сокот од него. Ќе го истиснеме лимонот во половина е доволно за оваа количина. Ќе имаме свеж сос. Овој пат сосот ќе го направиме повторно со јогурт. Ставиме малку јогурт. Ставиме масло. Можете јаболков оцет, одлично одговара во целата комбинација. Ќе ставиме сол, бидејќи не ја посоливме салатата. Салатата не ја посоливме од причина што не сакам да испушти водата и да се разлигави. Затоа сосот на вистина. Следните емисии веќе ќе си земам морска сол во таѓерче. Даваме цел бибер. Затвараме теглата. Веќе ви стана јасно дека ми се омилени готвењата во тегла. И тоа е мојот сос. Јас сега ќе ја сервирам мојата салата. Ќе ја послужам со парче сирење. Ќе ја послужам со сос, со прекрасните мои лазањи и се гледаме во одјавата. Тоа беше се за денес. Јас сум Маја, а ова е Бони. Денеска ви подготвивме на диетална лазања во тегла и ви се надевам дека ви се допадна мојот начин на подготовка. Се надевам дека ќе ја пробате и ќе биде дел од вашите менија. Се гледаме во следната емисија на Маја готви.